За 10 години, средните училишта во Македонија изгубиле над 13.000 ученици, бројка што одговара на цел еден град како Свети Николе, од учебната 2015-2016 до 2024. 2025 година, бројот на средношколци паднал од 80.295 на 67.143, што е пад од 16,4%. Причините лежат во нискиот наталитет, но пред се во масовното иселување на семејства. И покрај овој драматичен пад, бројот на наставници и паралелки останува речиси непроменет, што укажува на неефикасен образовен систем кој не се адаптира на реалноста. Се плаќаат истите ресурси за се помалку ученици, уште еден симптом на систем што не функционира. Овој тренд е дел од поголема демографска катастрофа, белата чума, која ја празни Македонија од млади луѓе. Без сериозни реформи и борба против корупцијата, празните училници денес се најавата за празна држава утре. Вкупно 70% од македонските граѓани го поддржуваат членството на земјата во Европската унија, покажува најновото истражување на Евробарометар. Тие како најважни придобивки ги наведуваат отворените граници, слободната трговија и подобриот квалитет на живот. Половина од анкетираните сметаат дека економската поддршка од ЕУ би ја зголемила наклонетоста на граѓаните кон Унијата. Сепак, најголемата загриженост кај 44% од граѓаните е одливот на млади, а како главна пречка за членството се наведуваат корупцијата и слабото владење на правото. Доверба кон ЕУ имаат 75% од граѓаните, а 93% се свесни за финансиската поддршка што земјата ја добива од Унијата. Истражувањето покажува дека и покрај ентузијазмот, граѓаните во регионот очекуваат кредибилен процес на проширување заснован на вредности и реформи. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека Москва очекува продолжување на преговорите со Украина, но дека тие мора да се темелат на признавање на новите територијални реалности и обезбедување на нови безбедносни гаранции. За мирот да биде одржлив, новите територијални реалности мора да се признаат и формализираат во меѓународноправна смисла, рече Лавров во интервју за индонезискиот весник Компас. Русија повторно се спротивстави на приклучувањето на Украина во НАТО, барајќи нејзин неутрален, неврзан и ненуклеарен статус. Киев возвраќа дека Русија нема право да одлучува за евроатлантската ориентација на Украина, додека НАТО нагласува дека Москва не може да има вето на членството на независни држави. Кина по една деценија организираше голема воена парада по повод 80 годишнината од капитулацијата на Јапонија во Втората светска војна, при што беше представена најсовремената воена технологија на кинеската армија. На парадата беа изложени нови ласерски системи за воздушна одбрана, невидливи борбени авиони, бомбардери со нуклеарни способности, противбродски ракети, интерконтинентални балистички ракети и 2 нови подводни дрона. Председателот Ши Џинпинг ја проследи парадата заедно со повеќе од 20 светски лидери, меѓу кои рускиот председател Владимир Путин, севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун, премиерот на Словачка Роберт Фицо и српскиот председател Александар Вучик. Компанијата Walt Disney постигна спогодба со Федералната трговска комисија на САД и се согласи да плати $10 милиони за решавање на тужба поврзана со приватноста на децата, објави Axios. Случајот се однесува на видеосодржина што Дизни ја објавувал на YouTube, главно за време на пандемијата на коронавирусот. Федералната трговска комисија на САД го обвини Дизни дека не ги означил правилно видеата насочени кон деца, дозволувајќи на тој начин собирање податоци и прикажување персонализирани реклами, што е спротивно на Законот за заштита на приватноста на децата на интернет. Според законот, потребна е родителска согласност кога се собираат податоци од деца преку онлайн платформи. Како дел од спогодбата, Дизни призна дека направил административна грешка во означувањето на содржината. Компанијата истакна дека спогодбата не се однесува на нејзините сопствени дигитални платформи, туку исклучиво на содржината објавена на YouTube. Од Дизни додаваат дека ќе продолжат да инвестираат во алатки за подобро усогласување со законите за заштита на детската приватност. Времето денес променливо облачно со слаб до умерен ветер во западните делови, од западен а во источните од јужен правец. Попладне во текот на ноќта на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Наместа процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилен пороен дожд, засилен ветер и услови за изолирана појава на град. Во Скопје е променливо облачно време со слаб променлив ветер. Попладне во текот на ноќта нестабилно со пороен дожд и грмежи. Во делови од котлината процесите ќе бидат во форма на краткоутрајно невреме.